која што впрочем ја најавивме на самиот старт на денешното издание на Македонија на утро, тема за која што многу ќе се говори како одминува времето, бидејќи ни се ближат локалните избори. Во современото општество изборните кампањи се повеќе се водат преку медиуми, каде аудиовизуелната комуникација игра клучна улога во обликувањето на јавното мислење. Во пресрет на локалните избори, кои што ги споменав, и кампањата која што ја подготвуваат политичарите и идните кандидати, ќе се обидеме да продлабочиме, односно да влеземе малку подлабоко во разбирањето на аудио и визуелната приказна која што тие им ја нудат на идните гласачи. Ке зборуваме за значењето и влијанието на визуелниот идентитет и аудиовизуелните медиуми во политичката комуникација, стратегиите на користење медиуми во кампањите и етичките аспекти поврзани со аудиовизуелната манипулација. Ова утро велиме добро утро за нашиот прв гостин и соговорник, универзитетскиот професор Игор Шокаровски, професор по мултимедијален дизајн. Професоре, добре ни дојдовте. Добро ви утро, добро ве најдов. Колку е важна аудиовизуелната форма во пренесувањето на пораките и колку нашите, ако во контекст на политика зборуваме, колку нашите политички партии го разбираат ова и ги следат светските трендови? Живееме во време на премногу информации. Живееме во време на шум од информации. Самиот збор информа значи да ставиме нешто во некоја форма. Да добиеме вест. А самиот збор вест доаѓа од свест, од совест, од нешто што треба да биде човечно, хумано, морално. Вредноста на искреноста знае да ја препознае денеска секој. После за традиционалните медиуми 130 години постоење на телевизијата од 1895 година со првата проекција на браќите Вој и Август Лемиер, имаме изградено публика пред екраните, а веќе и преку кросмедијалните платформи каде што се емитуваат веќе телевизиите, да дозволат да се пристапи со соодветен реален, традиционален, пренесен став од нашите претходни генерации. Токму затоа сите тие правила се многу битни да се испочитуваат. Во секој контекст, во контекст на прашањето кога говорам дека секој ќе битно прво што како контекст ќе го понуди одредена политичка партија или поединец, а потоа како истиот да се доближи на кој начин. Имено, сите ја знаеме нашата психологија на читање нели од лево кон десно, од горе кон долу. Логото на македонската радиотелевизија моментално се наоѓа лево. Кога би се наоѓало десно, бидејќи и со црвена боја со најголема ламда, би било најпрепознатливо во екранот што го гледаме. Заради таа психологија на познавање на нашето пренесено знаење и она што го чувствуваме, треба да ги користиме тие работи со кои што ќе заловиме видимост и во тој контекст. Токму заради тоа е потребно не само во организирањето на плановите на кадрите, но и во пораката која што се срочува. Во контекст на пораката, што влијае повеќе на гласачите? Тоа што го гледаат или содржината, тоа што го слушаат? Сега кога зборуваш имаш тикова гестикулација со раците. Дали е подобро за мене она што го кажа ти како прашање, го примив, или она што го мислиш дека си го кажала како прашање? Тиковата гестикулација при искажаната импостација соодветна, тоа се комбинацијата која што добива. Поинаку, секој кажан збор на било кој начин означен, нема да има своја формулација. Еве, ако го гледаме сега тука, дека влеговме веќе во вештачката интелигенција, која што е денеска веќе во својата 4-та генерација. Ако може да го вратиме тој тело со вештачката интелигенција, имено денеска многу работи што ги гледаме треба да внимаваме дали се вистините без оглед што ги гледаме дека се случуваат пред нас. Веќе сме надвор од традиционалната, надвор од генеричката, веќе сме во вештачката интелигенција која што е агентска, која што веќе сама одлучува, која што има еден систем на сорсови кој што ние не можеме да си ги дозволиме и тој инпут на сорсови и дава право да точно си овозможи од каде да го најде вистинскиот сорс за да добие вистинско решение. Но најбитно при комуникацијата е секогаш оној информатив што постои кога и вие наративи правите за одредени прилози. Прво што, па потоа како. Најубаво е лозунгот што го срочува една кампања, да не биде напишан, туку препознаено да аудиовизуелната комуникација што ја прави кампањата. Ако јас препознам дека поминало време, не мора да ставам календар или часовник дека минува времето. Можам да бидам инвентивен и креативен и да покажам нешто што може да допринесе да се зголеми гледаноста на политичката кампања. Само пример ќе дадам, дозволете ми. Виена често тоа го прави со шахти. Реклама на шахти. Прави општествено
добротворна дејност, да ги заштитува од корозија, а на шахтите одредени политичари имаат задачка да си напишат одредени пораки или пак одредени информации за најблиску кој каде живее и сите зборуваат на кафе за тие шахти, иако тоа е нешто што е многу герила маркетинг и кој што не посветува веќе внимание во однос на нашите традиционални медиуми. Традиционалните медиуми од друга страна пак сега со помош на вештачката интелигенција може да налезат и во некои фейк буквално оформени соората веќе ни овозможува да оформи комплетен лик. Ние ги приметуваме забелешките дека се разликуваат во однос на движењата, меѓутоа може да направиме и фейк комуникација помеѓу личности што не се согласни во животот што го знаеме, а да ги покажеме дека се пријатели по основ на некоја основа која што ќе им помогне на локалните избори. Колку според сето ова што го слушнавме можеме да констатираме дека е важен визуелниот идентитет? Аудиовизуелниот идентитет е оној што ќе го задржи хукапот на секој млад човек, на било кој од социјалните мрежи, дали е Инстаграм, ТикТок, Дискордот. И тука ако погледнеме, ако имате можност да погледнеме две реклами би сакал, прво да ја пуштиме по долгата реклама што е ете ова што иде. Гледате колку средства се вложени во една реклама за една телефонска компанија, значи за мобилна телефонија, во Саудиска Арабија и во Бахрейн работи како компанија. Гледате колку многу 3D моделирање е внесено, колку многу невозможни работи што не можеме да ги снимиме, меѓутоа сега и ни дозволува да ги употребиме. А потоа, ако може сега, само да видиме пораката е сонувате, продолжите да сонувате. Ние сме тука да го подкрепиме вашиот сон. Ако може да погледнеме втората реклама, ве молам. Ќе погледнеме, но само да помине и ние имаме системски одредени позиции, окей, преку ХДР-от, окей. Значи, во втората реклама веќе буџетски сме сведени на максимален минимум, а истовремено имаме максимална порака која што го дозволува тоа да го сватиме. Значи, додека дојде втората реклама, само да кажам дека тука влијаат и бојата. Значи, колку, например, на оваа сина боја, вие ќе бидете облечени во жолто, да бидат тие комплементарни и различно контрапоставени бои. Меѓутоа, пред се и над се онаа позиција на, ова повторно се врти првата реклама, само да подсетам, ако може втората. Втората ќе ја погледнеме, тоа што мене ме интересира меѓу другото. Колку е важно кампањата да ветува? Многу е поважно да се пофалиме со минатите трудови резултати. Добра. Кога ние ќе се повикаме, еве, например, ако го земеме тоа, ќе одиме надвор, за да не бидеме сепак тука врзани со некои репери, американската изборна кампања, која беше не локална, нели се разбира, доби и на тоа што некој верува дека некоја личност што умее да владее со својот бизнис и пари, сигурно ќе умее да владее и со нешто повеќе од тоа, или пак да придонесе да се остварат такви некакви приходи. Значи, минатите, оној багаж што го носиме зад нас е многу битен, затоа што многу често сме навикнати да слушаме ветувања кои што имаат нереална форма. Кога веќе ги даваме, мора да бидат реализирани и реално реализирливи во периодот во кој што има еден мандат, евентуално за кој што се надпреварува човек кој што сака да го добие мандатот. Исто така, во ветувањата треба да имаме и формата на ние. Бидејќи секоја форма на јас егоцентрично поместува некои бариери на тоа дека не стоиме докрај искрени кон себе. Кога имаме група зад нас, која што може да е фиктивна, која што може да е онлайн група, таа веќе ни овозможува воздух во едрата да може да добиеме информација што ни е потребна. И тука е исто битно да ги поделиме и генерациите. Тука делува филмот многу, ако го погледнеме овој поделбен дел на генерација А, генерација Z, генерација Y, миленици, генерација X, генерација на наталитетот Baby Boom, што нарекуваме, и генерација на немиот филм. Генерацијата Z веќе има своја терминологија на тоа дека не го држува повеќе хукапот на Инстаграмот повеќе од 10 секунди. Ако вие не срочите се во 10 секунди, иако сега прават Google напори и Мета прави напори заедно да се превруват со TikTok, да направат 10 минутни Reels да може да биде прикажан на една платформа, меѓутоа 10 секунди е максималната видимост која што еден млад гласач, збориме за таа генерација Z, а генерацијата е уште млада,
ќе остане да прифати информацијата. И ако не кажеме во тие 10 секунди се што треба да кажеме на јазик кој што е нивни, сленг и арго, тогаш нема да имаме успех. Не сме се обратиле. Секунди ќе дадеме на Симона работава, така? Да, Симона не очекува да се надоврземе на темата, да видиме и што мислат социолозите, колку аудиовизуелните кампањи влијаат врз јавното мислење. Симона, добро ти утро. Добро утро, Вана. Токму така во ова линковско вклучување дознаваме што велат социолозите во однос на аудиовизуелните кампањи, нивното влијание и врз јавното мислење, но и врз секојдневието на граѓаните, затоа што во продолжение ќе слушнеме изјава и од Татјана Стојановска-Иванова, која што е социолог, а низ разговор со неја ќе ги дознаеме деталите во однос на какво влијание всушност даваат аудиовизуелните кампањи, особено ако се направи некоја разлика со минатите години, кога можеби една од алатките, главните алатки биле медиумите традиционални, телевизија и радио, додека сега во денешно време навистина има и презаситеност на информации и од останатите медиуми онлайн, меѓутоа и можноста секој кој што сака приватно да објавува на нивните профили, и тука има разлика и во генерацијата, односно возрастната генерација можеби и тоа да не го перцепира на начин како што тоа го прави помладата, на која што дефинитивно влијанието е зголемено, и секако тука се лажните информации кои што можеби пристигнуваат и од социолошки аспект, секако дека тоа го менува секојдневието кога течат тие аудиовизуелни кампањи, меѓутоа исто така и според Татјана секако дека влијае врз јавното мислење. Предлагам да ја слушнеме незината изјава во продолжение. Денеска живееме во ерата на масовните медиуми, значи самиот 21 век подразбира експанзија на масовните медиуми, во однос на поготово она што е последните години доста експонирано и експлоатирано од страна и на политичката елита, од страна и на научната елита, да кажам, од страна на сите оние кои што имаат некое влијание врз формирање на јавното мнение. Тоа се и порталите и оние подкасти кои што се се повеќе актуелни. И не случајно велам и во рамките на политичките кампањи и она што се очекува еве и кај нас, меѓутоа и гледаме генерално на глобално ниво во светот, во голема мера тие имаат влијание и врз формирање на јавното мнение, меѓутоа имаат влијание и врз сите оние кои што на некој начин се потенцијални гласачи врз целокупното население. Порано може би имаш разлика во однос на генерацијската разлика, да речеме возрастната категорија се уште ги следи оние стандардни медиуми како што се телевизијата, радиото, меѓутоа последните години и тие исто така не се преориентирани, меѓутоа ги следат паралелно и медиумите како што се телевизија, радио, меѓутоа ги следат и подкастите и сите оние, да речам, катавдневни информации кои што се даваат на преку социјалните мрежи, без разлика за кој вид на социјална мрежа станува збор, затоа што ние можеме да видиме и од научен аспект да истражиме дека се зголемува прагот на влијание и кај повозрастната категорија, да не го зборувам кај младите. Значи, во секојдневието сите овие медиуми и како имаат влијание. Ова беше дел од изјавата на социологот Татјана Стојановска-Иванова, која што зборуваше за влијанието на аудиовизуелните кампањи од социолошки аспект, од она што успеавме да слушнеме, секако дека има влијание, но особено тука разликата ја прави презасистеноста со информации, како и се она што имаме можност да гледаме и на традиционалните медиуми, меѓутоа и на социјалните мрежи. Симона, благодариме за надоврзувањето на темата. И во контекст на себе, кои се најчестите грешки кои што ги прават политичарите при користење на аудиовизуелни средства во кампањи? Ако ги погледнеме Ариандата или Нилсенот како мерки кои што мерат гледаност во одредени периоди на гледаност, збориме за електронските медиуми, или метата која што дава веднаш информации за гледаност на фоловерси, на погледнати, на органолепнички погледнати работи, ќе забележиме дека најголемите грешки се така наречените големи ветувања. Бидејќи народот веќе знае колку може човек да оствари во одреден период.
Меѓутоа, во тоа помагаат многу медиумите на кои што се пласираат. Едноставно, човекот е веќе доволно школуван да еве, ако имавме сега ние линк, нели, вклучивме линк, зошто беше тој линк? Ако не е линкот поставен пред телевизија или во парк, тоа не е јавување од лице место. Тоа е само трошење на техниката на телевизијата. Бидејќи информацијата можеше да ја донесе директно со повикување снимениот субјект. Значи има многу мали работи што луѓето веќе ги приметуваат, кои ќе кажеме директно се јавува, а не е од настанот. Туку е само вклучување на линк поради некое ублажување на формата да, бидејќи лицето го обработило за тој ден настанот. Потоа, по однос на тоа прашање, уште ќе кажеме дека ние не ги користиме, затоа се губиме во тоа, можностите на Инстаграм, например, кои што има можности за корпоратив, да се врземе со други сајтови или други Инстаграм групи, па да ја шеруваме информацијата. Потоа има можност за формирање на публика. Ако ние објавиме некоја видео или содржина која што е навистина успешно направена пред се, во однос на ракурс, доминантен, минорентен, во однос на светло, контрасветло и слично, тогаш веќе она што веќе е како кампања, било која кампања, која земеве, например, најуспешни кампањи ги запишуваат Hope на Барак Обама 2008 година, една од најуспешните кампањи што има многу добра аудиовизуелна порака, потоа Think Big Vote Green на Green Party во Велика Британија, но секаде таму превладува психологиите кои што ние не ги наметнуваме. Например, ако се сетиме дека еден Мики Маус, што сите го знаат, едно добри 50 генерации на Волт Дизни, Мики Маус има една линија на раката, има дебели усни, здепасто тело и често е насмеан. Тоа е лице со Даунов синдром. Никогаш не сме го размислувале на тој степен, а на тој степен не социализира да тие лица што ќе ги сретнеме во кампањите бидат блиски до нас и ги сватиме преку такви форми. Многу малку од нас ги знаат тие форми што, како Попај Модерн што ја прави рекламата за спанајкот и слично, да ги употребиме пред кампањата, како таа латентна кампања, како вовет во тоа. И уште една од најголемите грешки е тиковата гестикулација и неподготвеноста на одговор на одредени прашања. Највеќе до 37% велат во кампањата New Labour, New Danger на конзервативната партија во Велика Британија. Таму знаете, конзервативците и лабористите имаат повеќе од комуникацијски вештини да го изнесат на виделина она што му остава на парламентот како можност да работи надвор од лордот на домовите. Таму имаат употребувано работи кои што тиковата гестикулација највеќе ја влијаела, бидејќи не можела да пренесе информација на начин на кој што ја кажуваат самите кандидати. И уште една од побитните забелешки што може овдека да помогне е тоа дека ниту една кампања која што употребува, која што, да речеме, грешките своји ги оправдува со грешките на претходникот, е неуспешна. Не можем да си повикуваме дека некој направил исто грешки такви. Поентата е да укажеме дека ние можеме да ги надминеме тие грешки и на тој начин да се повлечеме во некоја туби иднина, а не да се враќаме во минатото, како што и меѓу другото, не знам дали знаете, IPTV има протокол, интернет протокол на телевизија, пошто американците се трудат да го направат тоа максимално, само да ви кажам, што оваа минутка, они имаат можности и преку Националната академија за пратење на вештачката интелигенција, колку помага во Америка, меѓутоа и во Советот, што го имаат при Конгресот, не можат да се изборат заради една мала работа што се уште и во Европа постои. Од една страна се правата за слобода на говор, кои што треба се неприкосновени, а од друга страна новите регулативи кои што не може да го ограничат AI просторот, заради тоа што веќе четвртата генерација AI, што е неуронична, овозможува да не може да биде контролибилна според законите ако го ставиме антропоцентричен на човекот и неговото право на говор. И бидејќи имаме само уште неколку секунди до вести, сосем накусно на што да се насочат нашите политичари и партии кога зборуваме за кампањи, доаѓаат локални избори, лесно е на ваков пазар да се работат кампањи кога имаме толку секојдневни проблеми или потешко? Реалност. Потребна е реалност. Ако сакаме да ги вратиме младите на селото, видиме каква инфраструктура има на селото. Ако го ветиме ветувањето дека ќе успееме да ги вратиме, мора да знаеме дека ги враќаме во простор во кој што има основни услови. Тоа е пример само. Значи, ако сме реални во чергата и нозете, не може никој, и ако ги знаеме локалните
диспозиции, секако дека ќе успееме во неа. Ги дадовме насоките, очекуваме да почне кампањата, да ги видиме првите реклами, маркетинг, па да ги анализираме овде, да видиме што направиле политичарите. Може така? Ви благодарам многу и насадете денеска едно дрво, таков е денот. Да, светски ден на животната средина. Убава порака за крај. Чест беше да се разговара со вас. Секако овие теми ќе ни бидат во фокус до изборите, па ќе се видиме сигурно. Секако, Секако, благодарам да. и вам.